магична сцена за Маја Љутков. Здраво, Маја. Добро ве најдов, здраво. Во Скопје се снимаме. Да, јеј! Викам во Скопје се снимаме зашто обично во Велес се снимаме. Ти си скопјанка која што работи во Велешки театар, како и многу други твои колешки. Да. Тоа е некако, како ти кажам, го занемаруваме тој факт, пошто сме веќе навикнати, еве јас конкретно 15 години сум навикната на релацијата Скопје-Велес, така да не нешто посебно му придавам значење на тоа. Сите ме прашуваат, како ти патуваш секој ден? Викам да и ништо страшно. Сам на крајот од денот за 35 минути сме до Велес и назад, имаме друштво, стално сме грото од Скопје, па патуваме најмалку полна кола, така да не е досадно никогаш и не е проблем. Твој сопруг е Зоран Љутков и многу е интересно. Зоран е од Велес па работи во Скопје, ти си скопјанка, работиш во Велес. Да, што би рекол, он ги држиме двата терени. Да. Да. Кажи, Маја, како се одлучи за... прво да се вратиме како дете. Знаеше дека ќе бидеш глумица, нешто ги имаше тие афинитети уште од мала? Колку и да звучи клише, секогаш знаев што сакам да бидам, да. Имав еден период кога бев многу мала, играв класичен балет. И почнав да растам и почна ми станува играта со другарките и другарите пред зграда и во мало многу поинтересна од балетот. Веројатно тоа е некоја нормална фаза во годините во кои што се наоѓа пубертет. И добро, и престана тој период и потоа почнав многу често, пошто живеам во малото на во Карпаш 2, каде што е драмски театар, јас сум таму израсната, многу често со другарките возевме на плочникот пред драмски ролшуи. Секоја вечер без исклучок ги стававме ролшуите на рамо. Кога ќе влезеа сите, кога ќе се стемнеше, кога ќе почнеше представата, одевме и на чуварот, му викавме дали може да се напиеме вода. Мислам, искрени бевме дека не се пие вода, меѓутоа останувавме да ја гледаме секоја представа. И никогаш не излегувавме после пиењето вода и сите представи ги гледавме. И така, веројатно, некаде од таму, од многу мала ми се роди љубовта кон театарот и таа театарска прашина ме магепса и ме држи до ден денес. Кои ти беа тогаш омилени глумици, кои беа што жареа и палеа? Снежана Стамевска, Сабина, значи од тоа време, Игор Џамбазов, Мајда Тушар, апсолутно, да. Милица Стојанова, нешто и поводрасна од тоа. Сите тие. И така да некако и во времето кога се запишев на факултетот за драмски уметности, за мене немаше план Б. Што би се случило доколку не влезам. Ти мораше да влезеш? Немаше план Б, да, мораше да влезам, да. Го спремаше тоа со некој? Јас бев дел од можеби првото драмско студио на Славица Јовановска и на Ацо Покојни Јовановски. Тие го отворија драмското студио, првото драмско студио едно во Скопје, и јас го посетував 4 години. И многу бев заразана и многу бев навлезана во театарот и многу го и ден денеска исто со истиот жар го љубам и со нивна помош се подготвив за приемните на факултетот за драмски уметности. Ме примија без проблем. Ме примија, да, и тоа беше еден од најстресните и еден од најубавите периоди во мојот живот. Кои бевте во групата? Јас сум во класата со Сонја Стамболџиевска, Гораст, Сашко Коцев, Славиша Покоен, Лина Чоревска, Јасмина Мицковска, Даниела Ивановска, 13, Столе од Струмица, Никол Чепровичевски од Битола. Вкупно бевме 13, Благица Трпковска. Вие најубавата генерација сте биле. Да. Со Стојан Велков Трн неодамна разговарав и затоа знам дека ви беше дел. Викам, ти беше главен таму во групата? И тој вика, не, Сашко Коцев беше главен. Сашко Коцев беше секогаш исто толку забавен колку што е сега забавен. Сашко влегуваше со спремна етида во бифето на ФДУ, не забавляше до предпочеток на актерска игра, за време на актерска игра сите бевме исто и не смеевме да му претнеме на професорот Владимир Милчин и на Сузе Киранџиска. Бевме умни деца до 8 и после тоа од 8 продолжувавме исто, така да. Значи и Сашко исто во Куманово почна. Да. И јас го гледав многу често, тогаш Кумановски театар беше, кога беше, тој беше најдобар, да речем, Кумановскиот театар. Имаше многу убава екипа и многу убави представи направија. После тоа веќе се разотидоа кој ваму, кој таму и малце кубури, да не речем повеќе кубури сега Кумановскиот театар. Зошто е тоа така кубурење на театрите, па од време на време ќе се појави некоја нова генерација, па ќе го отвори театарот, ќе го расцвета на некој начин? Знаеш како, тоа е многу широка тема за дискусија.
можеме да го препишеме на менаџирање. Мислам дека главното е менаџирањето во театрите. Главната работа е доброто менаџирање на театрите. Кога добро се менаџираат театрите, тоа се гледа. Односно се гледа по репертоарот, се гледа по екипата и по задоволството внатре во екипата. Со оглед на тоа, сега го земам и предвид овие последниве 3 години, каде што сме сите театри баш кубуриме, ама тоа го препишуваме нели на оваа корона која баш не исече некако во колена и некако не сопре, ни го одзема прашината, она што не држи живи. Театарската прашина, она што не држи живи и што не држи возбудени. Да, мислам дека во последно време короната е прашање на кубурењето. Така. Вам тоа многу ве погоди фамилиарно, затоа што ти си мажена со актери, вие двајцата функциониравте театарски, да речам. И одеднаш треба од театарски да почнете да живеете некој друг живот, кој што не ви е својствен на вам актерите. Знаеш како, ние одбравме, точно, многу не погоди, меѓутоа одбравме да го гледаме тоа на еден позитивен начин. А тоа беше во моментот кога се прогласи пандемија. Ние отидовме, си ги земавме децата, во тоа време ние одеа во градинка, се уште си ги земавме децата во градинка и не ги пуштивме повеќе, нели? Се пролонгираше тоа и се преселивме, имаме викендичка на село, се преселивме таму и живеевме таму цела година. И Супер ви беше, пошто се слушавме цело време. Да, супер ни беше со оглед на тоа. Мислам, јас и Зоран одбравме да го гледаме тоа на позитивен начин, одбравме да ги гледаме нашите деца како растат. Одбравме да им се посветиме максимално на нашите две ќерки, затоа што тој таков период од нивниот живот повеќе никогаш нема да се повтори. И толку слободно време кое ние го имавме, предпоставувам дека никогаш повеќе нема да се повтори така. И така да Галена и Сирма. Да, и така да не осетивме некоја, да речем, некоја депресија, некоја напнатост. Постојано бевме надвор, постојано правевме нешта, значи садевме бавча, значи шетавме цвеќиња, сите годишни времиња ги поминавме, така да. На која возраст се, Галена и Сирма? Галена туку што наполни 8, а Сирма сега ќе прави 7. Да, мала разлика. Да. И така да не беше баш толку страшно. Страшно беше кога се вративме овде и имаше најави некакви за почеток за работа, меѓутоа некако целото беше тргни, застани, па некој се заразил, па си бил во контакт, па изолација, па дете изолација и така да. Па маски, па вади. Тие работи повеќе не тревожеа отколку оној карантинскиот дел, да речем, таа цела година помината во карантин. Многу од глумците имаат проблем да се вратат нормално во нормалното глумење заради тие стресни ситуации околу маските и околу можноста да се разболи некој твој колега или мајка или татко, не е ни битно. И со многу што сум разговарал на почетокот, вика, се однесувавме како ненормални, вика, знаеш, со маска, па некој понормален, вика, од глумците ќе извади маска да ќе рече јас не можам да глумам со тебе љубовника, ти да си ми во маска, и вика сето беше така, некако секој се прилагодуваше еден на друг, а сето беше ненормално всушност прилагодувањето. Реално се работеше за многу голема паника и незнаење и по предпоставки. Работевме, односно функциониравме по предпоставки. Како ќе ни кажат на телевизија дека мора да се носат маски, ние носевме, па ќе се тргнеш на страна, па маската ти одзема дел од здивот, каде што ти мораш да издржиш монолог, да кажеш, тоа беше апсолутно невозможно. И така практично ние губевме од физичката кондиција. Изгубевме доста физичка кондиција, психички мислам дека добро се држиме, ама и остави траги короната, пандемијата на нас. Остави траги со кои ќе се бориме, ама се надевам ќе се избориме. Да. Велешкиот театар, сега гледам нешто повторно, сакате да ги враите сите представи да се во игра. Знам дека меѓу последните ви беше 4 соби од Синиша Евтимов. Имавте уште, ако станува збор за Велешки театар, да знаете дека Маја Љутков е во сите представи од Велешки театар, нема да ја прашувам во која представа, таа е во сите представи. Не знам стварно, Маја, како те бираат во сите баш представи? Таму имате многу актери и само ти си во сите представи. Па не, се случува многу од колегите да сме во повеќе представи, да. Па не знам, веројатно заради хабитусот кој го носам, не знам, заради физичко-психичкиот, работливиот дел од мене, не знам, веројатно им одговарам на режисерите, па ме бираат. Ти можеш да си во сите категории да се најдеш. Очигледно. И во кралици, Очигледно, во комедии, во се. Очигледно, да. Како ти текна да се пријавиш за Велешки театар? Како тоа дојде? Спонтано ли некој те насочи? Како? Не ми текна воопшто. Значи, јас туку што дипломирав и
мојата прва професионална представа после дипломирањето беше во театарот во Куманово. Во режија на мојот професор Владимир Милчин, таму игравме со Сашко Куцев партнери и мојата прва улога беше Машко дете. Да, и добро, и помина премиерата, одигравме представи, одреден број и јас веќе бев дипломиран и ништо не се случуваше. Никој не бараше, никој не ни се јави, нигде немаше конкурс за работа и еден ден ми звони мене телефонот и ми се јавува тогашниот директор на Велешки театар Јордан Витанов и ме прашува дали сум, тоест знаеше дека сум јас веќе дипломиран и дали имам желба да работам. И јас се разбира, реков дека повеќе од се на светот имам желба да работам. И ми рече, па тогаш да се појавиш утре во театар, почнуваш со, во тоа време мислам дека работевме Дон Жуан, ако не се лажам, да, и тоа беше практично мојата прва представа таму и така почна се, да, така почна се. И јас сум дел од тој театар веќе 15 години. Тогаш беше во љубовна врска со Зоки? Да, веќе ми беше сопруг, да. Веќе ти беше сопруг? Да, веќе ми беше сопруг, да. Така да од таму од тогаш трае тоа и мојата лојалност кон Велешки театар е 15. Тогаш и Зоки беше во Велешки театар? Да, набрзо после тоа Зоки не беше вработен, туку беше на ние некои договори на дело, меѓутоа набрзо после тоа мислам дека во исто време практично сме вработени, јас во Велешки, тој во Драмски. Да. Иако бевте на сцената во Велешки театар неколку пати заедно? Многу често бевме партнери, јас и тој или јас и Васил Зафирчев и да го исклучиме моментот дека ми е сопруг, тој и Васил се едни од моите најблагородни партнери на сцената. Да, сепак нивното искуство, тие се по една генерација повозрасни од мене, поискусни. Многу работеа, низ сите театри работеа низ државава и многу е добро да си со таков искусен партнер на сцената. Со Зоки и со Васил многу сум се дружел и се дружам и кога и да се видиме знаеш кога некој го сакаш без разлика дали си го видел некое време или не си го видел, едноставно ти е во душата и го носиш позитивното и убавите спомени си ги носиш со себе. Со Зоки бевме на едно патување во Сплит и во Шибеник. Се сеќавам многу во брод се возевме и тој тогаш беше млад. Прво патување му беше поискусен во тој дел. Така убави спомени, убава енергија. Стално на младите свето застанува. Зоки беше стално некако оној кој што беше моторот, кој што ги црпеше цела енергија од сите останати и многу брзо мислам дека го зазеде своето место под ова театарско небо во Македонија и за многу кратко време тој се вивна во височините и до ден денеска таму. Да, Зоран е добар пример за тоа како ако нешто сакаш, ќе направиш се за да го постигнеш. Се што има постигнато сам, без ничија помош и многу добро се снаоѓа и посебно сум горда на него затоа што се што има направено е само сам. Сега се наметнува нешто во Македонија како е Маши е Зоран Љутков, па затоа таа ги добива сите улоги. Маши е тој па затоа таа во оваа серија глуми. Па не е така кај нас, мислам, и луѓето кои не познаваат знаат дека воопшто не е така. Прво јас сум дел од сосема различен ансамбл, тој не може да ниту па се обидел некогаш. Главната работа е дека јас и Зоран дома не дискутираме за работата. Некако без договор си имаме договорено дека дома сме Маја и Зоран, сопруг и сопруга и родители на Галена и на Сирма. И на сцена сме супер партнери, ама дома сме сопружници и само сопружници. И така да ние никогаш не сме дискутирале. Тој Зоран не е тип кој ќе фаќа врски за мене, кој ќе се бори на професионален начин да постигнам јас нешто со негова помош и ниту пак јас сакам да тој ми врши работа за да можам јас мислам дека сум способна да направам се сама. И мене во моментот кој ќе ми треба помош ќе ја побарам, а ќе ја побарам јавно и отворено, нема да ја побарам тајно и зад грб. Така што не ми требала помош до сега, ама ако ми треба некогаш се разбира дека ќе ја побарам, да.
Маја почна улогите, се редеа се поглавни улоги и да станиш она што кажав на почетокот, како неопходност во секоја представа во Велес да те има токму тебе. И режисерите нормално дека прв избор си им затоа што си широк актер, широк диапазон на можности да направи на сцена. Освен театарот, активна си и на други полиња кои што се поврзани со уметноста. Да. Една од моите главни преокупации, моја многу голема љубов е со мојот сопруг Зоран водиме драмско студио. Драмското студио почнавме да го водиме во жижата во пандемијата и мислењата околу тоа беа едни ни велеа вие сте луди, едни ни велеа браво на храброст. Ние одбравме да бидеме храбри и се покажа како добар потек. Работата со деца, јас имам искуство со деца и претходно имам водено, работено со деца и ме исполнува многу. Сметам дека имам доволно искуство за да пренесам некакво почетно знаење на децата кои чисто да стекнат животни вештини, како самодисциплина, дисциплина, техника на говор, правоговор, ослободување од тремата при јавен настап, значи тие се некои основни животни вештини. А подоцна здравје, Боже, кога ќе пораснат, ако решат да бидат дека сакаат да бидат актери и затоа сме тука, се разбира, заедно со Зоран да ги обучиме. Каде се наоѓа студиото? Ние се наоѓаме моментално во просторите на Dancers United студиото, таму имаме своја сала и одржуваме 2 пати неделно, практично 3 пати неделно часови и двајцата сме ментори, јас водам 2 групи, Зоран води една група која што е 18 плюс, значи од 18 нагоре, тоа се веќе оние кои сакаат да се бават со актерство, кои сакаат да се запишат на факултет за драмски уметности, а јас се бавам со мали дечиња од 7 до 10 и од 11 до 15 години, и тинејџери. Да. Имаше интерес кога објавивте дека ќе постои такво студио? Имаше, се разбира дека имаше. Јас сум многу среќна колкав одзив има и колку сакаат децата да бидат колку е детската фантазија најчиста и најубава, колку сакаат да се занимаваат со, колку се љубопитни, колку се возбудени кога доаѓаат на час, колку се храбри и како им мислат тие мали главчиња. Мене тоа посебно ми е интересно и многу сакам да работам со нив. Маја, си имаш свој жанр кој што тебе повеќе ти лежи или повеќе го сакаш, затоа што сум те гледал во сите жанрови ти одлично пливаш, но дали лично за себе си посакуваш можеби повеќе комедии да имаш или не? Па не, види. Мислам дека е неблагодарно да кажам кој жанр го сакам. Да се наоѓам на Бродвеј. Аха, да, тогаш. Баш би сакала да играм мюзикал. Али не бирам, немам омилен жанр, сакам да сум дел од сите, сакам да пробам се. Всушност, кога би се одлучила веројатно за некаков жанр, тоа ме турило во некакви можеби рамки во кои јас не сакам да бидам ставена, ниту претпоставам ниту еден актер не сака да биде ставен. Така да немам некој омилен жанр. Сите ги сакам. Да, и сите ми се интересни за работа и предизвик. Подеднакво лесни, односно тешки ти се за работа и комедијата и да речем трагедијата? Сето го земам како предизвик, да. Сите ми се подеднакво интересни за работа, да. Маја, кога вака ќе се насетиш, вратиш на тие 15 години уназад професионална кариера, има некои представи кои што со нетрпение си сакала да бидат на сцена поставени и да ги играш, да. И да ти е жал кога ќе се симнат и зошто се симнуваат воопшто представите ако се добри, посетени од публика, ако публиката ги сака? Зошто се симнуваат пак ќе се вратам назад на прашањата, зошто се симнуваат од репертоар, не знам точно да ти одговорам. Веројатно секој театар различно, веројатно каде се наоѓа театарот и тоа има улога, игра улога. Меѓутоа, јас сум била дел од представи, тоа се Дон Жуан, тоа се Онегин, Жени, представата на Софија Ристевска. Има неколку представи кои со нетрпение чекав да бидат на репертоарот, да бидат вратени на репертоар, да бидат ставени и кои со големо уживање ги играв. Да. И во моментов е таква 4 соби на Синиша Евтимов, каде што едва и чекам да ја видам на репертоар, па цел ден ми е посветен во знакот на представата, да, и едва и чекам да дојде време да тргнам на пат и да ја одиграм вечер, каде што многу се забавуваме.
И многу ни беше потребно во овој период да се забавуваме. Кога станува збор за Синиша Евтимов, мислам дека е тој најдобриот лек за короната, затоа што во повеќето градови во Македонија направи такви диамантски представи. Неодамна бе во Струмица, тоа беше, како да ти кажам, подобро нешто немам доживеано одамна. Не само јас, публиката не сакаше да се замени представата, беше секс, лаги и љубомори. Тоа беше направено до совршено и такви улоги има голем број од актерите што претходно никогаш немале толку значајна улога направено што ќе отсликува нивната кариера. Синиша е таков автор, режисер. Неодамна се видовме баш тука каде што се снимаме. Викам, што ќе правиш? Вика, да одморам и јас сега да масе да соберам енергија, да акумулирам нешто, зашто вика сегде бев и во Прилеп, и во Штип, и во Велес, и во Струмица и сегде. Баш се излезовме со колегите, ка слободно може да се направи еден фестивал Синиша Фест. Да, баш така. Пошто Синиша низ Македонијава нема театар каде што нема поставено представа, што е супер. И точно го дефинираше ти, Синиша е најдобриот лек против короната. Искуството со Синиша беше едно од поубавите искуства во последно време кои ги имам. Се погоди во точно време, на вистинското место, во вистинското време. Синиша ни ја врати живоста, ни ја врати љубовта, да, баш многу убаво си поминавме, процесот беше исклучително лесен, исклучително креативен и исклучително забавен. Исклучително што многу ни беше потребно. Синиша работи со една многу голема леснотија и без да знаеш вади од тебе. Мислам, ние актерите во принцип сме свесни за се што се случува, меѓутоа Синиша има една таква моќ да може да вади од актерите на многу лесен начин нешто што не сме знаеле дека го поседуваме. Да, и прави добри представи, одлични, да. Те гледа вака, права глумица си на очарите. Сакаш... Парно сонцето пече. Да, не ти ги видиме тие убави очи. Ги вадам. Маја, гледам тука имаш татко, мајка и две ќерки. Да. Тука имам татко, тука имам две ќерки. Да. Еве ги. Да. Јас сум... Мисли тоа што ги гледаш тие Оно што е најважно за мене, оно што е најважно за мене е семејството. И прво е семејството, па после оди се друго, после оди работата, после оди се останато. Меѓутоа примарно е семејството во мојот живот и многу сум посветена на семејството. И моментално се наоѓаме во една фаза со сопругот во која ќерките ни стануваат добро друштво. И каде што сакаме да го минеме времето со нив, секаде ги носиме, дел се од секој настан културен, сакаме да бидат дел од што е можно повеќе настани, сакаме културно да се образовани, едната се занимава со балет, едната е со хип-хоп, значи и двете доаѓаат во драмското студио кај нас, по нивна волја се разбира, да, и блиску до мама и до тато. И добро се снаоѓаат, да. Кажи ми, Маја, многу често се гледаме на премиери. Одиш често ги гледаш представите? Да, гледам да бидам, ако не на премиера, на предпремиера, гледам да бидам дел на сите настани. Да бидам, мислам да ги посетам колегите. Така, им кажуваш што е добро, што е лошо на тие што ти се блиски? Да, на тие што ми се блиски, на другите ако ме прашаат. На другите за лошо не кажуваме, за добро може да кажа. Да. Значи на оние кои ми се блиски се разбира дека ќе им кажам. Има колеги кои ги интересира моето мислење, па доаѓаат, па дискутираме на темата, да. Јас исто сум искрен, им кажам на сите, ако е добра представата, тоа се гледа и без да им кажеш. А ако е лоша, исто се гледа и без да им кажеш, но можеби да им помогнеш на некој начин да сватат во што е грешката. Вообичаено се случува грешката да не е кај актерите, да е кај режисерот или кај постановката. Точно, затоа што ако е кај актерите, тоа може некако да се исправи. Меѓутоа ако е генерална грешката, тоа веќе нема назад. Представата е направена, премиерата е извадена и ти веќе не можеш да излегуваш од тие некои рамки. Кажи ми како се справуваш кога е генерално сгрешена работата? Например, а ти си внатре во процесот? Мојот професор вака викаше: ќе играте во разноразни представи, ќе играте во представи од кои нема баш да сакате да видите дел, ама ќе мора внатре да најдете едно нешто, една светла точка која ќе ве држи и ќе ве води. И ја одбирам така да гледам. Да, одбирам да гледам на таа светла точка која ќе ме води низ процесот. И нема да ми даде да паднам со духот и со енергијата.
Планови си имаш направено, каде на летовање, што ќе се случува до крајот на годината? Не, Александар, ја мислам дека никој за ништо нема планови направено, ако искрено, со оглед на тоа дека еве сега конечно се попуштаат мерките, па можеме да живнеме малку. Она што е кај мене, кај нас сушно стандардно е дека ние дел од летото го поминуваме на викендица и еден дел од летото одиме некаде на одмор. Уште немаме конкретно план каде, што, како, меѓутоа тие планови се прават овака. Кажи ми, викендицата ви е негде кај... Ние под Кожув, Гевгилиско, да, во село Габрово, да. Соселаните ваши ве знаеа предходно, ве некако се доближуваат до вас, сака да дознаат што е како е, затоа што не е туку така двајца глумци да им влезат во територија. Не. Јас сум таму живеам моите баба и дедо, мајка, и јас сум од таму сам израсната, секое лето мајка ми и татко ми не носеа таму, така да јас сум од многу малечка таму, од бебе. Те познаваат сите. Мене ме познават и јас сум им, како да речем, кога ќе одам сум им таму нивна локална. Меѓутоа, она што е многу интересно е Зоран каков настан име кога ќе оди. Сега веќе се другари сите со Зоран, меѓутоа Зоран кога ќе оди има голем настан. Да, и многу му се радуваат. Дури мисламе почесто дека него поише му се радуваат него мене. Се работи за мало село зборуваме, каде што има многу малку жители, меѓутоа на Зоран посебно му се радуваат. Да. Што убаво си имате забава и таму. Фала ти, Маја, што ми беше дел од денешната магична сцена. Ние едноставно не можеме еден без друг. Јас актерите ве доживувам како мое поголемо семејство. Истиот однос мислам дека го имам и јас према вас. Се слушаме често и во добро и во лошо, повеќе во добро отколку во лошо. Ти посакувам големи успеси да имаш на сите сцени. Ти, освен во Велешки театар, си глумела и во неколку други театри, во Кумановски и во Скопски. И во Струмица. Повеќе филмови, повеќе она што те исполнува, ќерки да се живи и здрави, да ги наследат мама и тато, со Зоки да завршиме негде во некој холивудски неба. Таква иднина му предвидувам, па не знам што ќе види, како ќе види. Дај Боже, јас Александра сакам да ти се заблагодарам за тоа што постоиш. Ти си единствениот кој не покрива и кој ни е верен сите овие години, иако не си ти, не знам како македонската јавност ќе знае за нас и за премиерите во кои се вложуваме толку многу. Јас ти благодарам тебе што постоиш и ти благодарам за поканата. Фала ти. Фала ти.